Благодарам. Почитуван колега, ја спомнавте историјата на Балканите е тешка и дури неразбирлива некогаш. Меѓутоа толку блиски, а толку далечни, едни меѓу други. Се надам дека можеби некогаш ќе најдеме некоја средина и ќе се разбереме. Историјата нас ќе осуди македонците. Тоа е, така се го избравме правото, наше, сакам да го кажам и бидејќи преска спомнав, моите имале екзодус, затоа што биле македонци, протерени од Грција, и во еден момент Албанија им дозволува да се придвижат од тогашните територии војни конфликти да влезат во Македонија. А границата што била помеѓу Грција и Југославија била забранета тогаш од тој режим. Не навлегувам, така биле политиките и така натака, покажува за еден однос на албанците кон македонците, што впрочем мислам дека и ние како македонци во еден период на некој начин сметаме дека градиме еден соживот. Можеби не најдобар, меѓутоа ако треба да разговараме на таа тема како да се напреди, спремен сум прв тоа да го направам. Во однос на репете, Каменос вика ќе има. Има и добар договор и друг договор. Таму има проблем во самото грчко општество. И Каменос, и Мицотакис и така натака не ги прифаќаат нашите услови. Бидејќи, ако се сеќавате, и вие рековте за компромис, јас сум за компромис. Меѓутоа, компромисот кој го направивме со Грција, договорот со Грција, промената на знамето, промената на името, не помогна. Грција не одблокира. Напротив, уште повеќе се засилија нивните националистички напади. Мене од тоа ме загрижува. Како понатаму и дали ќе се испочитува таа волја на граѓаните. Меѓутоа, би сакал една работа да ви кажам. Еве денес, за волја на вистината, мислам дека од тука не треба да се бега. Ова е изводок од службениот вестник од 8 октомври на страна 12, број 186. И вели: согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена бидејќи не гласале повеќе од половината од купниот број граѓани запишени во избирачкиот список. Јас не знам зошто ние и понатаму денес разговараме на ова тема. Ние денес зборуваме за ова. Значи за намера да се спроведе овој договор, кој според мене не е договор, не според мене, врз основа на оно што е подпишено, е спогодба и подпишено од лице кое не треба да го подпише. Така да тие работи, мислам дека и ова што го кажам е ова. И ако сме честни, треба така да направиме. И јас во ова недоразбирање на македонците, кој е постојало низ векови, ги молам сите политички партии, помалите, етничките заедници во Македонија, да помогнат во тоа недоразбирање на македонците, и сега ние очигледно не можеме да се разбереме. Благодарам.